Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и Здраво Македонија. Ово утро во вашиот дом ќе донесам една интересна тема. Доколку имате многу предмети, облека или што и да сакате да подарите, размените, ова е настанот кој треба да го посетите. Екотрампа. Каде и како ќе се случува, дознаваме токму од организацијата Екосвест. Добро утро за нашата гостинка Искра. Добро утро, Александра. Благодарам за поканата да бидам дел од Здраво Македонија и да раскажам повеќе за настанот кој што Екосвест оваа сабота за прв пат го организира. Настанот го нарековме Екотрампа. Нати го дај ми го нарековме така, бидејќи тоа буквално асоцира на дејствието кое што ќе се случува во кафулето Собрание бистро, каде што ќе се одвива овој настан. Станува збор за малски кафич кој што се наоѓа буквално во непосредна близина на зградата на Собранието на Македонија. Ние веќе објавивме на социјалните мрежи за настанот, залепивме и неколку постери на рекламните пануа низ Скопје, така да мислам дека граѓаните лесно ќе се снајдат за локацијата. Значи, овој 22 ноември во 12 часот, буквално сите кои што ја гледаат оваа програма се поканати да учествуваат и да бидат дел од Екотрампата. Се што треба да направат е да понесат со себе максимум до 5 предмети кои што веќе ги имаат купено, користено, можеби и некористено, и кои што се подготвени да ги разменат со некои други предмети. Значи 5 предмети е максималниот број, меѓутоа може да донесат 1 или 2 предмети, тоа може да биде некоја стара книга која што ја имате и сакате да ја размените со нешто друго, некој стар джемпер, фармерки, можеби патеки, некои ситни кујнски апарати, некој миксер или фен за коса, значи сепак да бидат тоа ситни кујнски апарати, а да не биде фрижидер или машина за перење, да биде нешто што едноставно логистички лесно ќе може да се размени со оние предмети кои што ќе донесат другите учесници на Екотрампата. Правилата налагаат дека секој кој што ќе дојде, ќе добие онолку купони колку што ќе донесе предмети. Значи за секој, да речеме, вашите 5 предмети ќе добиете 5 купони кои што ќе можете да ги искористите како валута, буквално како паричка, со која што ќе можете да земете нешто што другите учесници на Екотрампата го донеа. Правилата налагаат исто така сите предмети или парчиња облека кои што ќе ги донесат учесниците да бидат во зачувана форма, да бидат чисти, испрани, да изгледаат достоинствено, да бидат зачувани на начин на кој што ќе сакате да ги подарите на некој пријател или пријателка, значи да изгледаат добра. Која е поголемата слика и порака што сакате да ја пратите со овој настан, бидејќи светот веќе пулсира во овој ритам со цел идеја да создаваме што помалку отпад, дали станува збор од текстил, предмети, кабаст отпад, но која е поголемата порака што сакате да ја пратите? Благодарам за прашањето. Искрено има две пораки кои што јас лично со овој настан сметам дека се многу важни да се испратат до македонското општество. Првата е идејата всушност за овој настан потекнува од мојата колешка Мелијана, која што претходно има работено во Хрватска и најнапред таму организирала ваков тип на настани во Сплит и сакаше да го премести ова позитивно искуство од Хрватска, кое што е навистина близко до Македонија, не зборуваме за некоја далечна земја, да го пренесува хрватско искуство во Македонија, затоа што позитивните практики е добро да се имитираат од странство. Кога гледате дека нешто е навистина мудро и паметно, тоа треба да се усвои во Македонија. А втората поголема слика, она што е примерна цел и на сите вакви настани на светско ниво, е да се намали отпадот во светот. Секој она што може би за мене или за вас е ѓубре, за некого може да биде богатство. Тоа е главната порака. Да ги спасиме предметите од тоа да станат ѓубре, кога не има се уште време да станат ѓубре. Јас, например, знам кога купував пегла за коса пред многу години, другарка исто имаше фаза во животот во која што сакаше од кадрава коса да има права и рече: Искра, дај ми ја на мене пеглата, немој да ја фрлеш. И ја дадов. Долго време се немавме видено. И пред некој ден ми вели: Искра, дали знаеш дека уште е жива пеглата, уште ја користам? И толку ми се направи кејф, затоа што ако не ја подарав на неа, веројатно ќе ја фрлев, затоа што веќе си купив нова пегла за коса. Тоа е поинтата на настан, да им дадеме нов живот на нашите стари предмети. Искра ви благодарам, ви посакувам убав и успешен настан, можеби прв, но нека биде многуброен во низата настани каде луѓето ќе подаруваат, ќе како што и самите кажаат, ќе се трампаат, а сепак ќе бидат радосни со она што ќе го понесат. Ви благодарам. Благодарам, поканати сте сите.
Така, поканете сме на еден одличен настан, така да 22 во 12 часот веднаш позади Македонското собрание уживајте во подарувањето, разменувањето и во убавото дружење, каде што екологијата ќе го има најголемиот пулс во градот.